Благодарам Јована за најавата, токму така се вклучуваме за да знаеме нешто повеќе во однос на иновацијските политики, предизвиците кои што Македонија ги има на патот кон Европската унија. Секако тука има навистина многу интересни и корисни податоци. Еден од нив е исто така дека Македонија на европско ниво е рангирана на 32-то место помеѓу 39-тите економии збирно, така што за се ова да биде објаснето и да доловиме што точно денеска ќе се случува тука, каков настане и кои говорници ќе имаат секако свој говор. За таа цел се вклучуваме и ќе го водиме разговорот. Прво со нас е Снежана Билик, која што е домаќин на настанот заедно во соработка со Фитара. Исто така чест ми е што ќе разговараме и со поранешната министерка од Белгија за економија и иновации, Патриция Кајенс, и се разбира директорот на Фитара Никола Додов. Снежана, ќе почнеме со вас, за да не воведете во самиот настан кој што се случува денеска со почеток од 14 часот. Каква е агендата и за што се ќе се говори денеска? Денеска во 14 часот ќе имаме панел посветен на националната иновацијска рамка, во која што ќе имаме 5 говорници на дебатата. Настанот ќе започне со иновацијската политика на Европската унија, која што ќе биде представена од заменик министерката за европска интеграција. Потоа продолжуваме со поранешната министерка за економија и иновации на Белгија, госпоѓата Патриция Кајсенс. Потоа продолжуваме во делот на поддршката и иновацијскиот индекс кој што го дава Фондот за иновации и технолошки развој. Тука е директорот Никола Додов. Ќе се осврнеме и на смарт специјализацијата и делот на агробизнисот, за тоа ќе зборува професор доктор Александра Мартиновска Стојчева од Факултетот за земјоделски науки на УКИМ. И на крај ќе се осврнеме како Македонија да го подобри бодувањето во иновации и да го подобри иновацијскиот индекс, каде што ќе зборувам јас како проректор за наука и истражување на Меѓународниот Балкански универзитет. Сите овие теми се навистина особено важни, за да знаеме каде сме и во кој правец се движиме како држава. Секако за таа цел, токму и затоа е тука и Патриция Кајсенс, поранешната министерка од Белгија за економија, за да го пренесе незиното богато искуство тука во Македонија и на некој начин да помогне во се она што треба да се реализира денеска. Па еве вие ќе го поставите прашањето во однос на незиното искуство, како се чувствува тука и што е она што ќе понуди за помош. What is your feeling and experience related to the Republic of Macedonia, and which type of aid you can help give to the Republic of Macedonia? Well, it's a pleasure to be here, and for me most important is to find a open mindset, open for innovation, open to learn. That's the most important message I can bring. When there is openness and willingness to learn from each other, then we can invest in innovation and entrepreneurial skills. So I think the most important message is to have the openness to learn, the openness to be entrepreneurial, and very important is to have education and also learn, of course, the language so we can bridge. Значи, огромно задоволство е што е тука. Она особено сака да ја поздрави отвореноста и спремноста на умовите, државата, институциите, за да научиме едни од други, за да го сподели своето искуство. Секако дека најбитно е тука соработката и желбата на државата да успее понатака. Тука во оваа насока се и универзитетите и сите други институции кои што се спремни за отвореност и соработка. Значи, најбитниот акцент е отвореноста, желбата за соработка, за да се надминат мостовите кои што постојат меѓу Македонија и Европска унија. Ви благодарам навистина многу и на двете, и секако последното прашање, односно разговорот го заокружуваме со директорот на Фитара Никола Додов во однос на вашата тема која што имате за денеска во однос на националниот иновацијски индекс и како Македонија се движи во тој правец. Македонија е рангирана моментално на 58-то место, што забележува пат од околу 4 места на рангирање на глобалната на ранглистата помеѓу 133 глобални економии.
за разлика во 2022, каде што Македонија скокнала за цели 12 позиции, но целото тоа се должи на целата реорганизација и реструктурирање на фондот што се прави во моментов, како и креирањето на нови политики, креирањето на нови мерки, што ќе подобрат иновативноста во Македонија и што ќе дадат поголема поддршка на бизнисите да се развијат во иновативни правци. Тоа целото се однесува, целото го правиме во согласност со паметната специализација, стратегијата за паметна специализација, го правиме со стратегијата односно реформската агенда и стратегијата за национален развој 2024-2044, каде што ќе бидеме во согласност со европските политики, каде што ќе бидеме во согласност со политиките на владата и ќе креираме нови можности за младите, пред се за младите, да можат да бидат дел од иновативниот екосистем во Македонија. Исто така морам да напоменам дека голем акцент ќе се даде на деловите кои ги препорачува стратегијата за паметна специализација, а тоа се соработката помеѓу академската заедница, соработката со јавните институции и бизнис секторот, каде заеднички треба да создаваат, креираат и работат на создавање на нови продукти, нови процеси или нови услуги за подобрување на бизнисите. Тука можам само на крај да додадам дека во моментов Фондот за инновација и технолошки развој работи на проект кој е поддржан од Европската унија, се со цел да се подобри, односно да се помогне за зазеленување на бизнисите во Македонија, со цел да се воведе циркуларната економија и да се намали загадувањето и CO2 емисиите. Никола, благодарам и вас, Билјана и Патриција, кои што имавте дел во нашето линковско вклучување. На сите ви посакувам да имате успешна агенда денеска и се она што ви е во план да го реализирате успешно. Тоа беше разговорот, ова го заокружуваме денешниот разговор на ова линковско вклучување, на кое што слушнавме навистина многу корисни податоци и дознавме дека ќе се зборува на особено важни теми денеска, особено кога тука се и во фокус и младите во одреден дел од дискусиите, така што тука се одјавувам и се надевам дека со нашиот разговор го задржавме вниманието на гледачите.